Знаете каде седам? Mama's Sugar. Mama's Sugar. Да што ви звучи? Ви звучи нешто македонско? Нешто типично македонско? Не. Најтипично македонско. Внатре ќе ви покажам после се најубавите сладки што може да ги сретете на островот, а ги подготвува македонска фамилија. Ален ќе биде мој гостин, го чекам. Тестирам што све има тука благо. Денеска шекерот ќе го ставам на пауза. Докторите нека не ми замеруваат. Ќе ви покажам убавините, умешностите, гастрономијата на најубавото благо кое што се произведува на островот тука во Малта од македонец. Одиме. Еве ги сладките, тортите, колачите и менито. Еј, тостови. Да. Сум слушнал дека овдека се прават македонски тостови. И сега го видов тој на менито. Точно? Да? Браво. Значи дека ми беше потврдено, бидејќи дојдов изненадно, девојката нормално дека немаше микрофон, а сега го чекам и Ален за да направиме муевет. Еве го Ален, здраво, стигна. Friday 8 p.m. New podcast. Еве го тостот. И ова е одлично. Морам вака да го идем. Ваков тост не постои во Малта. Малтези не, нормално дека не знаат дека ние во Македонија кога кажеме тост мислиме на овој тост. Сигурно на мојот соработник кој што и денеска е во училиште, Лео, кога ќе му кажам тост на него, тост во Макдоналдс, ова малечкото познато. Ама ваков тост, луѓе, не можам да ви го пренесам вкусот. Ме врати во Скопје. Лудило. Ален, малце ќе те прекинеме од обврските таму. Јас си седнав овдека, си се сместив фантастично. Премногу се добре те најдовме, премногу се изненаден од тостот. Како дојде прво за ова, што нема врска со благото? Како дојде до идеја? Ме врати назад во Скопје. Во детство. Јас сум човек што е многу голем гурман, така да многу сакам солени работи, така да се обидуваме да најдеме нешто кое што ќе наврати баш назад. И во детството во Скопје, во Малта немаше тостови, никога сега не правеше. Се обидуваме да најдеме високото лепче, пошто на Малта малце сум различна врста на теста користат и све. Така да 2-3 месеци истражуваме, правевме кој е по ова, па ајде уште еднашка, па на крај додека го финализираме или. Вие го правите лепчето? Лепчето не го правиме ние, али имаме пекар од Гозо, кој специјално не го прави на нас. За вас специјално. Да, зашто никош не сум сретнал во Малта вакво лепче во големина. Не, нашиот македонски тост. Многу тешко и кога им објаснувам како да биде големината и све, и они ми кажа малте женци кои кажа знаеш многу ви е голема, дајте помало, дека не треба да биде баш она идентичен 20 сантиметри лепче кој што ќе биде тост и што ќе биде одлично. Така да го постигнавме тоа и имаме доста наши, а и малтежанци локалци кои што доаѓаат, кога им јаснуваме дајте направите еден тост, имаше еден малтежанци скоро дојда, абе колку може биде еден тост голем? И кога го десам вика вау, значи е многу големо. Колку чини овој тост? 5 евра, 5 до 6 евра, значи зависи што има внатре. Одлично. Сега, прво, ќе те прашам колку години имаш? 29, сега 19 мај. Браво! Да си жив и здрав. На 29 години имаш отворен бизнис во Малта, фамилиарен, претпоставам, после ќе ми кажеш тоа детали, и сакаш да го доловиш македонскиот вкус преку тостов овдека да функционира. Да. Одлично. Да. Тоа ми остава еден прекрасен впечаток, дека јас стално викам каде и да сме, ние Македонија си ја носиме со нас, како во джеп, вака си ја вадиме, си ја поставуваме. Така. Mama's Sugar, како дојде до идејата
за вака неавтентично македонско име со автентични, гледаме и македонски сладки. Например, има прекрасна баклава, има шкада и внатре, има многу убави работи. Имам дали се еклерите поубави од на баба ми. Како дојдовме? Па јас сум 8 години на Малта, од 2016 година. Сум работил во кетеринг индустријата како менаџер, претежно на доста локали. И секогаш каде дојдеш на Малта, секогаш гледа истите благи. Значи тоа се некако 2-3 компании локални што се на Малта, кои што ги користат истите кремови, истата врста на рецепти, ништо не е свежо, све е замрзнато, дали увезува детали, дали сите кај што ќе сегде има све исти благи. На Малта немаше сладкарница кога дојавме да ја пред година и пол да отвориме. Мајка ми се вика Мама Шугар, името го носи затоа што мајка ми ги прави благите, значи има целосна приказна тоа името и како и што. Така да го отвори бизнис, сакаме да делуваме. Кажи ми кој е приказната на кратко? Да, значи мајка ми дома многу, значи мајка ми не е сладкарка, никош не го сладкарка. Значи тотално различно нешто работеле во Македонија, имале свој бизнис. И мајка ми вика, ајде да отвориме нешто наше, знаеш, нема благи, нема ајде, ние сме големи гурмани, може по мене да види, така да направиме нешто различно на Малта, да биде започна еден вид како на локална франшиза, кој што ќе се шири на Малта, може и понатака за Божи нагода Малта. Значи кај што ќе им делуваме на луѓето, локалци и туристи, нормално, а и наши, во голем кои живееме тука, дека можеме да создадеме продукти кои што се свежо правени, кои што не се замрзнати, кои што доаѓаат од нашите краеви, имаме се ние различни десерти, не само од Балкан, од некои различни од Саут Америка и слично, кои што ќе направиме мултиетнички различни националити, значи од десерти кои што луѓето ќе доаѓаат и баш ќе доаѓаат за тој продукт, значи кои што ќе има добар квалитет, што е многу битно. И е различен нели од истата кои што се нудат во другите места низ Малта. Еве ги, се смеат, Ален. Многу ми е криво што нема да можам да ги тестирам сите, ама веќе некој пробав. Ќе ги пренесам подоцна. Ален, ме интересира. Не го отвори бизнисот во Македонија, го отвори во Малта. Дали си задоволен? Да. Дали размислуваш да го вратиш бизнисот во Македонија, да се вратиш во Македонија со овој бизнис? Или не? Па сега за сега не, пошто ние живееме тука, живеам 8 години тука. Така да цела фамилија сте тука? Цела фамилија. Мајка ми, татко ми, брат, така да е како И ова е ваш фамилиарен бизнис? Наш фамилиарен бизнис, точно, да. Така да се пробавме нели да видиме да направиме различно, супер ни оди, сме задоволни од тоа што имаме сега. Така да Зошто не го отворите во Македонија? Па затоа што моите имаат сама различен бизнис да работи во Македонија. Значи имавме gift shop, имавме значи продавници, 2-3 на 2 Во кој град? Во Скопје, да. Со тоа што ситуацијата која што е сегашна и моментално која што се случува во Македонија, се решивме да ги повлечеме со мене. Пред се мајка ми заради здравствени причини, заради воздухот и се тоа што се случува со Скопје и се, така да се тука со мене и брат ми е тука, значи цела фамилија е тука. Супер, ние доволни сме. Задоволни сте од државата како ве третира во бизнисот? Па во однос на бизнисот да, дефинитивно. Во што не сте задоволни? Значи, незадоволни од администрацијата на Малта, тоа можам да кажам. Има корупција, мито? Па може да се каже. Има такви опции во некои администрации, да. Пострашно од Македонија или помалце страшно? Па помалце од Македонија. Но во главната земја која што ти нуди опции и за луѓе кои што се борат, кои што сакаат и знаат што сакаат да прават во животот, нуди доста опции. Некои луѓе викаат, ама не е Германија, нормално не е Германија, Малта си е малку како дитнична земја и сосем е различна од другите земји или за Европа. Но за луѓе кои што сакаат да работат, кои што се работници, кои што сакаат да постигнат нешто, нуди опции. Ова, плаќа сметки, плаќа кири, плаќа живот, убав солиден живот, плаќа све. Да. Сите задоволни од фамилијата? Да. За сите има? За сите. Буквално. Не знам што да кажам понатаму. Тоа е она за кое што постојано сакам да го представам, дека човек што сака да работи, само треба да му се дозволат можности, како Малта што дозволила, и овие прекрасноти овде и после идеме во матерда и шекерот да се ги измериме. Igor Filevski.
Tedeschi Show. Алем, не знам што да кажам, не можам да им го пренесам вкусот. Тостот ме врати во Скопје. Еклерот, мајката на мојата сопруга, која гледа ова парче од емисијата, само да ја кажам, немој да ми се лутиш за ова што ќе го кажам сега. Еклерите се фантастични. Фантастични. Јас мислам дека бабата ги прави најубавите еклери во свет и се уште ќе го зборам тоа, а твоите се поубави. Дефинитивно. Како успееш да го правиш кремат, тоа е на мене што ме воодушевува. Не успев за другите сладки, ама гледам и луѓето што доаѓаат, само ќе те прашам, доаѓаат само македонци и балканци или доаѓаат и странци? Не, микс имаме. Имаме значи локалци доста, имаме шпањолци, Колумбија. Да, и ги сакаат сладкиве. Да. Ти благодарам многу, Исто, задоволство ми е што те запознав. Не те прекинувам, јас продолжувам. Одам на следниот македонец. Чао, гледате следната епизода. Five, four, three, two, one. Start.